нема се дозволено да умреш од рак, од пушење, не овако пушење, не. Ми забранија да зборам за тоа, ти многу било смешно прошле. Значи не такво. Од рак, од природна смрт, од пушење. Тоа не ви е дозволено. Ама ви е дозволено да умирате под неразјаснети околности, со глава у вода, кофа, космонаут позиција, евентуално да умрете затоа што докторот бил корумпиран, па вие ќе умрете, ама после докторов корумпиран или примил мито, па сега отиде, толку му било крцнато, толку е. Или да речем имате, апропо телевизиите, многу сите сакаат да бидат ексклузивни, бре, многу. Не само што се ексклузивни, не само што ќе го напупат до крај. Ја не ичум да сум звезда на Сител и на Канал 5, да ви кажам. Не ичум, лоша карма ќе ме мава после тоа. Замисли у Вестика и Латас да се појавиш. Мора да е за нешто лошо. А ако си гостин, за добро е у студио. Ако има прилог, нешто ќе ти направат. И сега исто така може овде да и умреш во Македонија од многу јадење Г. Од многу зборење. Затоа вечерва јас зборувам, може да се сликаме ако сакате сега, од утре не знам што ќе се случи. Може да се сликаме, нема проблем, ќе ви учинам. Од утре може да се случи нешто друго, па да ме нема. Но, порано ја даре затоа што Титово дете сум, не знам сега од вас, сигурно сте тука многу со генерацијски. Се знаеше бе порано, човекови права. Какви бе човекови права? Ами сгрешиш нешто, голи оток, иди лупај камења таму и чао. Сега бе не знаеш, не само што не можеш да лупаш камењ, него ќе ти го начукаат каменот у гъс, ќе те отераат негде, ќе те изеде темница, чао. Се знаело порано, Тито плеска за време на десантот на Дрвар, плеска с Денка. Така? Таа е една од жените шо. И ова е плеска, доаѓа делегацијава пред шатор и вика, и доаѓат после сад време и Тито им вика, јас извинам што им почекав, имав многу важна работа. На делегацијава. Иди кажи нешто, се знаело бе, или имаш човекови права, или немаш човекови права. Ова сега што се случува со нас, ние имаме човекови права. Ја да ви кажам, имаме. Ние џабе са тука што се собравме, што сакаме да збориме дека немаме човекови права и дека не знам, имаме корупција. Не е тачно. Имаме човекови права. Да речеме, најголемото човеково право го кажа владиката Петар. Фино бре човекот излезе и кажа, жените се криви за разводите во Македонија. The next day. Јас сам едном на тим порталима прочитала, каже, ова старлета Станија, чули сте за њу? Сте чули за њу? Па не, могуќе да не исто, ја веруjem да one харају по целом региону. Станија, до душе њој име од бабе, веројатно. Па добро, најстарiji занат на свету, има смисла. Сад, као, та старлета Станија, пише у том чланку, каже, своевремено je oralno zadovoljila Hugh Hefnera, dok je bio živ čovjek i sve to. I sad, znam, deluje na kao kakva tema za razgovor, ali to je bio članak u novinama. I nemojte da tako olako o tome. Ja sam razmišljala, čekaj, u tom svetu te pornografije, zar to ne predstavlja svojevrsno hodočašće? Zar ne bi druge starlete sad nju trebale da zovu Hadži Stanija? To vam je taj stand-up, kao, znaš, trudiš se nešto, kao gledaj život sa vedrije strane, znaš, mislim. Jer vremena u kojima živimo su teška. Teška ko ljubavni život Nataše Bekvalac. Da. I zato mi moramo stalno da se nekako razveselimo, da. I ima smisla ta filozofija gledaj život sa vedrije strane. Evo, na primjer, ne znam, evo, na primjer imate perut. Ne kažem, ali možda neko ima perut. Mislim, naravno da se neće javiti. Ne vidi se
odmah da znate i to sve. Ne, mislim, nije to nešto strašno, ono, kad čovek ima perut. Mislim, jes malo luzerski, ono, znaš, ali nije smak sveta, znaš. U situaciji da imate perut, mislite na ljude koji uopšte nemaju kosu. Šta bi oni dali za tih par masnih dlaka s belim trunčicama, a? Jel' tako, gospodin? Pa. Na kraju krajeva, znaš, kao, ako imate perut, pa ne morate svima da kažete da je to perut. Možete da kažete da ste kokainski zavisnik koji ima kijavicu i svi će vas poštovati. Jer društvo je takvo. Eto, po neki savjet. Sad ja se nadam da ovim nisam uvredila ćelave muškarce. Ne, hoću da vam kažem, ja vidim dvojica ste, mislim sjete, pa ono, svi. Stvarno nemam ništa protiv. Čak ćelavima dajem često prednost u odnosu na ove s kosom. Zato što ti od ćelavog muškarca ne možeš da čuješ ono kao ne diraj mi kosu. Ne, ima tih frajera kad nameste frizuru ne sme da se takne, znaš, ko ladna trajna mora da mu stoji. A ćelavog možda trljaš ko Aladinovu čarobnu lampu, dok ti ne ispuni sve želje. Dakle, glasamo za ćelave. Hvala. Muškarci. Ta divna stvorenja. Lagano priđu smo i do te teme nekih muško-ženskih odnosa, mislim, šta da vam kažem, to će biti gro ovog mog obraćanja javnosti. Sad, zašto sam ja stručnjak za muško-ženske odnose, ono single ko ploča, razumeš? Neodata i sve to, pa zato što je to trend u društvu. Što se manje razumeš u neku temu, to si veći stručnjak za to. Tako je danas. Ako Vulin može da bude ministar vojske, onda i ja mogu da govorim o muško-ženskim odnosima. Jel da? Naravno, stručnost. A sad, što je moja situacija tako nezavidna kad su muško-ženski odnosi u pitanju? Pa ne znam, znači, opet to ide iz porodice, iz detinjstva. A ja kad sam bila mala, ja sam mislila da su pas i mačka muž i žena, jer se stalno svađaju.